Здраве Боже, ако не на друго место, нашата бања ни е тук. Мислам оваа година да одам у Сицилија, у Катанија. Фала. Ќе се отиде ли некаде на одмор ова лето или истиот ќе се искористи за уредување и чистење на домовите? Анкетираните граѓани во Штип се со поделени мислења. Едни велат дека месечните примања не се доволни за да се замине некаде, додека другите додаваат ути може да си дозволат скромно патување на некоја дестинација. И едните и другите едногласни дека летниот одмор е неопходен, но ретко некој си го дозволува. Тешко да се отиде на одмор. Имаме желба ние повозрастните, ама не можеме. Ние на бања и повеќе да ги пратиме младите да помогнеме ако може. Слаби се примањата, меѓутоа па се трудиме по некој динар да дадеме на младите, на внуците, на внуките. Тај што има голема пензија може да оде на одмор. Тај со ниска пензија гледа месецот да го прекара. Има давачки. Ја лично патувам се по странство и па си доваѓам. Мислам оваа година да одам у Сицилија. Децата случајно ако ги носат старите, ако има простор со кампини или големи коли може да одат. Само тие богаташите може да одат, по-старите. А ние ќе чемреме на топ. Не. За одмор ли? Па има, беше на одмор. У Грција сега штедеш и дозволуват. Оваа година го избрав Охрид. Бидејќи е поприступачно место за цени овде во нашата држава и сметам дека е томан за нашиот приход. Убавина и за тоа. Кога е во прашање минатото, анкетираните граѓани додаваат ути имале повеќе можности да отидат некаде, да уживаат без да се ограничуваат. Тврдат дека дури икеот на реката Брегалница ги правел среќни, па многу често финансиите ги заштедувале, одејќи да пливаат во реката и да се сончаат на тогаш ситниот и чист песок. Друго, Брегалница беше чиста. Озгоре водата течеше и стечуваше, а сега од орујзите водата ја се фаќа, после се испушта, а како деца сме одиле, а сега не. Дете се бањаме у Брегалница и тоа имаше многу вода. Имаше една воденица, тоа беше најдобрата таму, има и чиста беше. Имаше песок, имаше, бидејќи сега овие откупуват го песок и препродават го, тоа е тоа. Во време Југославија, Тито беше Тито, друг не може никој да се роди како него. Вие младите не го знаете Тито. Живот имаше многу добро. Сега можеш со извинење вака изразот што ќе кажам во јавноста, у ВЦ без пари не можеш да одиш. И додека летните одмори веќе се во полнек, сепак финансиите се клучниот фактор за да се направи план за одмор. Дали подалеку или некоја блиска дестинација, граѓаните децидни дека барем помладите заслужуваат да уживаат.